Почитувани, го поздравуваме секој чин кој значи спроведување на правда, вклучително и оваа пресуда. Лошо е што поради криминалите на Мијалков во затвор заглавуваат и луѓе кои се колатерална штета. Ова е пресуда донесена под жесток притисок на јавноста, опозицијата и меѓународниот фактор. Тоа е и причината поради која навидум пропадна првата фаза од договорот Заев-Мијалков, со кој удрија шамар на правдата, иако постојат индиции дека можно е апелациониот суд да одлучи и поинаку, каде Заев е познато дека има силно влијание. Таа жалбена постапка ќе трае околу 1,5 година. Затоа, оваа одлука околу која власта крева еуфорија е со цел да ги прикрие заткулисните договори. Чесно е да се каже дека таа не е правосилна се уште. Воедно, на осудениот Мијалков му беа овозможени услови какви што немаше ниту еден друг бегалец од правдата. Подсетуваме дека потребно е дополнително, сериозно да се разгледаат прекршувањата на постапката. Како лице со меѓународна потерница, денес осуден криминалец, му беше доделен куќен притвор. Какви договори и повластувања има за сето ова, а за кој најдобро може да сведочи Заев. Правда мора да има. Договорите Заев-Мијалков не смеат да ја погребаат правдата. Ви благодарам.